саботно издание на регионалните вести. Во него ќе гледате: бројни делегации денес во чест на 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово, положија свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата. Одржана празнична манифестација во предвечерието на денот на ослободувањето на Тетово. Во Тетово се одржа панел дискусија на тема болести на простата. Бројни делегации денес во чест на 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово, положија свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата. 78 години од ослободувањето на Тетово од фашистичкиот окупатор. Денеска беа одбележани со пригодна свечаност. Градот под шара слободно живее 78 години, соочан со бројни предизвици, но и покрај тоа гаи надеж за подобро утре. Пред споменикот на револуцијата во Тетово, во знак на почит и благодарност кон паднатите борци за долго посакуваната слобода, свежо цвеќе положија представници на повеќе организации, установи и политички партии. Председателот на општинската организација Сојуз на борци од Тетово пак, Јоцко Димитриевски, со пригоден реферат од историски аспект, не потсети на овој светол датум за тетовци. Денес нашиот град празнува. Се навршуваат точно 78 години од ослободувањето на Тетово, кога на 19 ноември 1944 година, како последен град, беше ослободен од фашистичкиот окупатор и домашните слуги. Завршните операции за ослободување на нашиот град започнаа изутрината на 19 ноември 1944 година. За кратко време градот беше ослободен. Се развија слободарски знамења, а насекаде се чувствуваше духот на слободата. Со ослободувањето на нашиот град Тетово завршија и операциите за конечно ослободување на Македонија. Тетово во текот на народно-ослободителната борба ќе даде 3 партизански одреди и 2 народни херои: Тодор Ципоски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарч. Ослободувањето на Тетово представува крупен настан во повеќе вековната борба на македонскиот народ за негово национално ослободување и создавање на сопствена држава. По повод денот на ослободувањето на Тетово, вчера беше одржана и културно-уметничка манифестација во Центарот за култура Илјо Антевски Смок. Со празнична манифестација одбележан денот на ослободувањето на Тетово. Настанот беше од културен карактер со музичко-сценска, забавна и меморијална нота, а беа доделени и признанија на заслужни граѓани и колективи. Под длабоки импресии со силни емоции, тетовчани ја проследија градската свеченост 78 години слободно Тетово, во предвечерието на денот на ослободувањето на градот. Сеќавање на предците и прослава на слободен град, низ игра и песни на тетовските уметници. Сакам да ги видам јас. За да може да ме чуеш само ти. Свести се не спити, не знаеш кој си. Слободата во аманет вам ги остави. На вчерашната свеченост прв пат по подолго време организаторите Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба и граѓаните продолжувачи доделија признанија на граѓани здруженија за нивниот придонес за градот.
Признанија добија 4 граѓани за животно дело, а доделени беа уште 6 одличија за особен придонес во одредена област. Највисоко постхумно градско признание за животно дело во областа на општествениот развој. Томислав Стојановски Бомбај. Највисоко постхумно градско признание за животно дело во областа на стопанството. Стојан Ѓорчевски. Највисоко градско признание за животно дело во областа на архитектурата. Владимир Николовски. Највисоко градско признание за животно дело во областа на уметноста. Александар Настески. Градско признание за хуман гест на годината. Мартин Милетич. Градско признание за долгогодишно крводарителство. Рази Салоски. Градско признание за придонес во негувањето на трајни вредности. Вешта жена. Градско признание за особен придонес во музиката. Conquering Lion. Градско признание за особен придонес во борбата против COVID-19. Доктор Бобан Вучевски. Градско признание за особен придонес во спортот. Женски фудбалски клуб Љуботан. Изјавата ја снимаме веднаш по завршувањето на настанот. Јас сум под импресии. Ќе ми треба неколку денови да легнат овие силни емоции. Имавме незаборавен ден. Ваква вечер мислам дека се надминавме сите претходни манифестации за денот на ослободувањето, по обновувањето на ова чествување. Многу сум горд на Тетово, на граѓаните. Центарот за култура има голема сала, големо гледалиште. Беше претесно да ги прими сите што сакаа да бидат дел од ова. Им благодарам што имаа разбирање и учтиво помладите отстапија место на повозрасните. Имавме преполни скали и стоење. Програмата, колку и да бев инволвиран во подготвувањето, мислам дека маестрално беше одиграна. Сум презадоволен и се надевам дека следната година ќе успееме барем да бидеме исто толку добри како годинава. На крајот го честитам денот на ослободувањето на сите тетовчани, да се радуваме на нашиот град, да бидеме горди на него и да се бориме за негово подобро утре, без разлика на сивилото кое што е наше денес. Борбата никогаш никој не ни ветил дека е одамна завршена, таа секогаш трае. Се соочуваме со големи предизвици, надвиснале нов тип на предизвици на нашата генерација, кои што не ги имале нашите дедовци, но еве да оставиме ние на нашите внуци еден свет растеретен барем од овие денешни предизвици кои што ги чувствуваме, а тоа значи служба за јавното добро, кој треба да превладува во општеството, да изразуваме почит кон оние кои што заслужуваат и да гледаме позитивни примери како би растела целокупно нашата заедница. Демократската унија за интеграција денеска во партиското седиште во Мала Речица одржува продолжение на конститутивната седница на новиот состав на Централното председателство. Демократската унија за интеграција денеска во партиското седиште во Мала Речица ќе го одржи продолжението на конститутивната седница на новиот состав на партиското Централно председателство. Дуи на конститутивната седница, почната на 30 октомври, која траеше речиси 12 часа, беше посветена на оценување на работата на партиски членови, кои се функционери во извршната власт. Мислам дека ќе имаме состанок и официјално ќе бидете известени во текот на состанокот или после состанокот. Мислам дека партијата има капацитети да врши дискусии. Ке разговараме денеска на седница на председателството. Многу ми е драго, значи што има толку голем интерес од сите вас за тоа како се развиваат политиките на Демократската унија за интеграција и следствено на државата,
како што исто така напомена во претходниот одговор, сите сили кои што се проевропски ориентирани треба да ги здружат своите напори за да продолжи Македонија по тој пат. Јас сметам дека и целото председателство на ДУИ е на таа линија и сите парламентарни партии кои што се залагаат за Европска Македонија исто така поддржуваат такви напори. Имаме 34 члена на председателството плюс 3 други кои што се по автоматизам, значи 37 члена на председателството. Се разговара и минатиот пат и овој пат, значи за сите сработени работи од 2020 до 2022 година, претежно 99% дебатата е за економските ресори и капиталните инвестиции, дали се реализирани патишта, болници, училишта, канализации, водовод и така натаму. Постои политички момент за поширока, подобра координација меѓу политичките партии, затоа што се наоѓаме во пресрет на многу кризи. Не само кризи. Значи прво потребата од уставните измени, второ е почетокот на скринингот и почетокот на преговорите кои што бара поблиска координација на политичките партии, енергетската криза, економската криза. Значи моментумот е таков да бара поголема координација. Како секогаш е вредност на ДУИ да се дискутира за сите прашања и за тоа што граѓаните барат од нас како одговорна, сериозна политичка партија, која секогаш одлучила во полза на граѓаните за постигнување делот што сме го сработиле до сега како сериозна политичка партија во ДУИ, која ужива значи бесспорна поддршка од граѓаните. Вие ги следите истражувањата, ги следите анкетите, ДУИ сама како политичка партија ужива поголема поддршка од сите заедно во албанскиот политички блок. И ова дебата, ова дискусија што се одвива сега и не само сега, 20 и кусур години наназад, не правила како сериозна политичка партија без конкуренција. На состанокот на Централниот совет на ДУИ, одржан во Тетово на 15 октомври, за подпредседатели на партијата беа избрани Изет Меджити, Арбе Радеми, Байрам Реджепи и Арбана Пашоли. Блерим Беджити е избран за организативен секретар, а Фатон Ахмети за генерален секретар, а Саранда Имери пак секретар за еднакви можности. Додека пак за во Централниот совет беа избрани Али Ахмети, Рамис Мирко, Јетон Шакири, Фатмир Дехари, Кришник Бектеши, Талат Џафери, Невзат Бейта, Валдет Џафери, Теута Арифи, Џиват Адеми, Артан Груби, Буер Османи, Висар Ганију, Назим Буши, Ејуб Халими, Аријан Даци, Бесни Хемшију, Мирсат Ибраими, Ердита Дани, Билан Сали, Риси Абдурхмани, Шергил Бечири, Шабан Мемети, Артин Спахију и Емир Сулејмани. Во салата на Советот на општина Тетово се одржа панел дискусија на тема болести на простатата, како дел од глобалната кампања Мовембар, по повод месецот за подигање на свеста за машкото здравје. Карциномот на простатата представува втор најчест карцином кај мажите во светот. Секој 8 маж во својот живот има шанса да заболи од вакво сериозно заболување. Во Република Македонија смртноста е многу голема, 17% од заболените завршуваат со смрт. Затоа многу е важно навремено дијагностицирање на ваквото заболување, кое што представува мощно сериозно заболување, кое што има ваква честота и само навремено дијагностицирање може да не го намали квалитетот на живот после ваквата дијагноза и соодветна терапија. Ученици од Основното училиште од Гостиварско Дебреше, учесници во заедничка активност со СВР Тетово, со браќа и на патрола. Во рамките на континуираната повеќегодишна двонасочна соработка на СВР Тетово со училиштата од Тетовско-Гостиварското подрачје, вчера беше организирана заедничка активност со 20 на ученици од 3 и 4 оделение од Основното училиште ФАИ Коница од Гостиварско Дебреше. Активноста со браќа и на патрола беше реализирана на регионалниот пат Гостивар-Врапчиште на барање на оваа образовна институција, како дел од незината годишна програма за работа. А носители на
пистата беа отсекот за превенција на СВР Тетово и полициското оделение Галате. Учениците и полициските службеници практично демонстрираа како професионално и безбедно се спроведува запирање и контрола на возила, како се легитимираат возачите, кои документи треба да ги поседуваат и други професионални поединости од секојдневната полициска практика. Во текот на сообраќајната патрола беа запрени близу 10 возила, а нејзина приоритетна цел беше на непосреден начин да се придонесе за подигнување на сообраќајната свест и култура на учениците, идни возачи или полициски службеници. Под влијание на циклонска активност, утре и во понеделник предпладне времето ќе биде облачно со врнежи од дожд, кои утре попладне и во текот на ноќта на повеќе места ќе бидат обилни, прогнозираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Под влијание на циклонска активност, во текот на утрешниот ден, како и во понеделник предпладне, времето ќе биде облачно, со врнежи од дожд, кои утре попладне и во текот на ноќта кон понеделник, на повеќе места ќе бидат обилни и ќе наврнат над 25 литри на метар квадратен за 24 часа. Ова важи и за Полошкиот регион, каде очекуваме пообилни врнежи, особено утре во втората половина од денот и во текот на ноќта кон понеделник. Поради заладување во понеделник само на повисоките врвови на северозападот од земјава ќе врне снег. Во останатите делови врнежите ќе бидат од дожд. Во однос на дневната температура, утре ќе биде околу 13 степени, а потоа во текот на следната работна седмица ќе се задржи посвежо време и нов влажен бран се очекува во вторник кон крајот на денот и во среда предпладне. Вестите ги завршуваме. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!